Германскиот вестник Bild објави дека Бундесверот се подготвува за хибриден руски напад врз источното крило на НАТО, што би можело да се случи во февруари 2024 година, што ќе биде уверитет за проширување на конфликтот. Во доверлив документ германското сојузно министерство за одбрана опишува потенцијален пат на конфликт меѓу Русија и НАТО. Bild го прикажува сценариото од документот, но се воздржува од откривање какви биле информации за големината и движењето на силите на НАТО поради безбедносни причини. Повеќе куќи изгради во исландскиот град Гриндавик се зафатени од пламенот откако лава ги обиколила. Градот првично беше евакуиран во ноември по претходна ерупција, при што некои жители привремено им беше дозволено да се вратат. Одбраните тогаш беа изградени во декември, за да се спречи лавата да стигне до домовите, но некои сега се делумно пробиени. Снимките од дрон од 14 јануари го покажуваат степенот на штетата предизвикана од лавата, откако во близина се отворија две пукнатини. Важните информации представуваат најголема закана во следниве 2 години, во контекст на голем број избори закажани широм светот и економската стагнација, покажува истражувањето на Светскиот економски форум. Организацијата со седиште во Женева, која денеска ќе биде домаќин на светската елита во швајцарското алпско одморалиште Давос, истакна зголемена загриженост за потенцијалот за манипулации врз гласачите. Светскиот економски форум предвидува дека широката употреба на дезинформации и лажни вести може да го загрози легитимитетот на новоизбраните влади. Тоа може да доведе и до насилни протести, во некои случаи дури и до тероризам. Типична шиша вода 1 литар содржи во просек околу 2400 пластични фрагменти, покажа нова студија. Многу од тие фрагменти останале неоткриени низ историјата, утврдили истражувачите, сугерирајќи дека здравствените проблеми поврзани со загадувањето од пластиката може да се драматично потенцентни. Наудите покажуваат дека пакувањето вода во пластична амбалажа може да содржи 100 пати повеќе пластични честички од претходните проценки, бидејќи студиите во минатото го следеле присуството само на микропластика, или парчиња од 1 до 5000 микрометри, но не и поситната нанопластика. Честите словаците произведуваат повеќе автомобили по жител од кој било друг во светот, но сега транзицијата кон електричните возила става во опасност голем број на работни места. Во Словачка 260.000 луѓе се вработени во 4 производители на автомобили и околу 350 добавувачи. Во Чешка бројот на вработени во секторот е речиси двојно поголем. Притисокот доаѓа од фактот што конвенционалното возило има 200 или повеќе подвижни делови, додека електричните возила имаат само 1/10 од тој број. Има потреба од некои делови како што се инјектори за гориво или издувни системи. Се вика Елиот Лони, а шоуто го прави на Австралија Опен во друштво на Новак, кој му призна дека го глуми добра. За издвојување се смењето и покритите пред да се сервира. He's good, huh? He's the best. He's the best. He is Elliot Loney as Novak Djokovic. 2 Novaks. How good?